Компании од автомобилската индустрија и странски инвеститори во Македонија заеднички ќе ја продлабочуваат соработката преку ново формираната Асоциација на автомобилската индустрија во рамки на Советот на странските инвеститори во државата. Асоциацијата брои 20 членови, а нејзина главна цел е да се соберат на едно место сите релевантни чинители од овој сектор за заедно да се дефинираат насоки и стратегија за развој на автомобилската индустрија во Македонија, истакна Аврам Стојчевски, председавач на асоциацијата. Мисијата на асоциацијата е да креира солидна платформа за развој на автомобилската индустрија, која би понудила еден значаен концепт за развој на човечките ресурси и менеджмент. Тоа е еден многу битен сегмент. Трансфер на современи технологии и иновации, она што подолго време во Македонија може би недостасувало, како и овозможување на побрзо вклучување на локалните компании како добавувачи во синџирот на снабдување. Во автомобилскиот сектор во Македонија веќе имаат инвестирано 20 странски компании. 80% од компаниите во слободните економски зони работат во автомобилската индустрија, каде што се вработени над 13.000 лица, информираше Штефан Петер, председателот на Советот на странски инвеститори. По прехранбената индустрија, ова автомобилската индустрија е втора по големина во светот и никогаш не била во, иако имала подеми и падови, сепак никогаш не заостанувала. 2015 година беше одлична година на регистрација на автомобили во рамките на Европската Унија и ова значи промет, ова значи производство, исто така на крајот на синџирот на набавки значи и вработување. Според Петер, политичката криза во државата не влијае врз автомобилскиот сектор, а показател за тоа е извозот, што во 2015 година изнесувал над 380 милиони евра, што е за 20% повеќе во споредба од претходната година.